Добар ден, Делчево! Добар ден и за Габрово, и Цвегор, и Стамер, и Град, и за Вирче, Трабовиште, и за Разловци, и за Стар Истевник, и Нов Истевник. Добар ден и за Турија, и за Бигла, и за Драмче, и Лиово, Ветрен, Полето, Селник и Чифлик, да не го заборавиме. Добар ден за сите присутни, добар ден за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добар ден за пратениците, министрите. Добар ден за советниците и за градоначалникот. Добар ден за тимот Македонија. Навистина е чест и гордост да се биде во градот што го носи името на Гоце Делчев. Име кое не обврзува и име кое бара почит. Но не е само Гоце Делчев. Тука бил и дедо Илјо Малешевски и војводата Беровски, но тука и славно Разловци. Затоа сме горди што сме денес тука. Неодамна бев низ неколку населени места на Делчево. Бев и во Габрово и за Стамер, и бев во Град, и Вирче, и Трабовиште, и Разловци. Видов што оставила транзицијата во Македонија. Видов кога не се работело домакински, што се последици од тоа. Имав средба и со бизнис заедницата од Делчево. Разговаравме за траумите оставени од недомакинското работење, за толку луѓе оставени сами да се снаоѓаат во животот. Ги гледавме земјоделците кои биле со години оставени сами да наоѓаат решенија за своите предизвици. Но видовме што значи кога се работи посветено, кога се делат субвенции. Видовме што значи кога се посветува внимание на Источна Македонија. Кога се градат патишта и кога се пробива автопат. Кога се создава инфраструктура да можат да доаѓаат странски инвеститори. Видовме што значи кога се прави универзитет во Источна Македонија. Видовме што значи кога се отвараат фабрики низ Македонија. Тоа е новиот лик на Македонија. Но да се дојде до ова, требаше години и години да се спроведат реформи, да се променат многу закони. Требаше да настапуваме единствено секаде каде што одиме. И јас како председател, и премиерот, и министрите. Секаде да кажеме дека во Македонија се создава амбиент и за странски инвестиции и подеднакви услови за домашните бизнисмени. Сето тоа не остана незабележано. Гледаме како се отвараат фабриките низ Македонија, како се вработуваат луѓето. Во услови на најтешка криза, дојде една млада екипа на чело на Македонија, предводена од премиерот Груевски. И почна да ја менува Македонија. Кога сите големи економии тешко се справуваа со предизвиците од кризата од 2008 година, во Македонија се отворија 120.000 нови работни места. Се отворија многу индустријски зони. Сето тоа придонесе да економијата ни расте. Кога расте економијата во државата, се расте. Растат и платите, растат и субвенциите, растат и пензиите и стипендиите. За се најде да се помогне на секоја група население во Македонија да почувствува дека нешто се менува во државата. Останува уште многу работа, особено Делчево. На Делчево му требат нови работни места. На Делчево требат инвестиции, да се отварат фабрики, погони. На Делчево му требат младите да остануваат тука, да работат и да живеат со свој труд и со свој ум. Затоа сме посветени на сите делови од Македонија, но особено на Источна Македонија. Кај да одам ги гледам луѓето кои се иселени од овие краишта. Отишле за подобар живот. Но и сега во многу земји низ Европа е криза.
Многу би се вратиле ако знаат дека можат и тука добро да живеат. Па им порачувам, ги создаваме сите услови, создаваме амбиент во Македонија добро да се живее. Тоа покажа во Кавадарци. Во една фабрика 4000 луѓе вработени. Бевме неодамна со вице-премиерот Пешевски. Најголемата фабрика во Македонија, Декстер и Мајер. Кодиме покрај Бунарджи, ги гледаме фабриките што се направени. Ги гледаме резултатите. Не само што се вработуваат луѓе, туку се извезува од Македонија. Неодамна бев во посета на Чешка. И председателот и премиерот беа изненадени. Вела, трговската размена на Македонија-Чешка е веќе 250 милиона евра. Но имаме дефицит со Македонија. Замислете, Македонија има 170 милиона извод во Чешка. Изненадени од каде тоа доаѓа? Па една фабрика, Джонсон Мети, извезува катализатори за автомобилската индустрија во Чешка. И затоа имаме суфицит со Чешка. Следи суфицит со други европски земји. Една фабрика минатата година имаше извоз 600 милиони евра. Ова година 1 милиарда евра. Затоа има пари за субвенции и за пензии. Се издвоија во последните години 500 милиони евра за субвенции во земјоделието. Но само минатата година извозот на земјоделски производи од Македонија ја врати цела таа сума. Изводот на земјоделски производи минатата година беше 500 милиони евра. Така се работи за луѓето во Македонија. И на село убаво да се живее и од земјоделие. Ги гледаме резултатите од субвенциите. Луѓето купуваат нови машини, се обработуваат со години необработени површини. Ги гледаме новите насади. И од земјоделие убаво се живее во Македонија. И уште поубаво ќе се живее, затоа што на светот му треба храна, а Македонија извезува храна. Ме радува што слушнав од градоначалникот, но тоа го потврдија и министрите, дека ќе се реконструира регионалниот пат Делчево-Голак, затоа што се подготвува изградба на ски патека на Голак. И тука да се спортува, да доаѓаат луѓе и тука во зима да скијат. Ме радува што се работи во сите училишта, се обновуваат училиштата. Изградена и спортска сала во средното училиште Методија Митевски Брицо. Реконструиран и здравниот дом, као што кажа министерот за здравство. Секаде има некоја промена, како резултат на тоа што економијата расте. Знаете дека ние сме се определили да бидеме членка на НАТО и на Европската Унија. Знаете дека сме попречувани во тој пат. Сме блокирани поради проблемот што го има нашиот сосед со нашето име, уставно име. Но прв пат као држава имаме еден став. Изглас се слуша и од председателот, и од премиерот, и од министерот за надворешни работи. Сите сме единствени да се почитува тоа што и припаѓа на сите земји на оваа земјина топка. И затоа кажав, и затоа сите застанавме на тој став. Нам ни треба решение, бараме решение. Никој пат не сме се откажале. Но тоа решение има рамка во Обединетите нации. Од резолуциите на Обединетите нации, од привремената спогодба што сме ја склучиле со Грција, од пресудата од Хаг. А тоа значи дека не прифаќаме да се промени уставот на Република Македонија. Не прифаќаме да се промени уставното име на Македонија. Не прифаќаме ни идеи, ни концепти кои би го загрозиле националниот идентитет, македонскиот јазик, но и македонскиот модел на соживот. Затоа што сите што живееме во Македонија сме Македонија. Сите припаѓаме на Република Македонија. Сите сме граѓани на ова земја. И затоа си ја чуваме. Затоа и сме посветени нејзе. И затоа сакаме како тим да работиме за неа.
Ја менуваме представата за Македонија. Гледате во последни години колку пријатели стекна Македонија кои се нашиот глас, кои бараат Македонија да го добие тоа што го заслужува, да биде и членка на НАТО и членка на Европската Унија. Покрај се, направивме реформи да добиеме 5 позитивни извештаи од Европската комисија, да добиеме 5 препораки за почеток на преговорите за членство. Во сите мировни мисии на НАТО учествуваат нашите војници рамо до рамо со сите наши сојузнички армии. Секаде Македонија ја покажува својата подготвеност и докажува дека ги извршила сите обврски што се дадени. Така се сака Македонија. Продолжуваме Македонија да ја градиме како европска земја. Продолжуваме Европа да ја градиме во Македонија со европски стандарди, со европски критериуми. Да функционират европски институции. Така се сака Македонија затоа што се работи тимски. Работат тимски и спортистите. И тие ги чувствуваат позитивните промени во Македонија. Сите спортски сали што се направија, сите вложувања во младите, во спортот дава резултати. И затоа сме горди на успесите на нашите спортисти. Не прават горди кога го гледаме македонското знаме по првенствата по Европа и ни светот. Горди сме и на нашите музичари. Горди сме кога ја представуваат Македонија. Но и горди сме и на актерите на Македонија, кои секаде кај да одат, ја представуваат Македонија во најдобро светло. Затоа што имаме култура, имаме традиција, имаме наследство на кое сме горди. И сето тоа го промовираме на секој начин. Така се гради Македонија во височина. Да имаме успешни луѓе во секоја област. Успешни поединци, успешна држава. Затоа ги поддржуваме сите што успеваат. И затоа во изминатите години ги наградував тие што беа наша гордост. И доколку ја добијам вашата доверба, ќе продолжам со исто темпо, ист интензитет. Секој заслужува внимание, но секој заслужува и награда за сето тоа што го дал за Република Македонија. Тоа го правиме затоа што изборот ни е Македонија. Сето тоа го правиме затоа што изборот ни е Македонија. Затоа што Македонија ни е пред се. Државата ни е пред се. Да живее Делчево, да живее Република Македонија.